А децата, кога се во прашање, джагор, смеа, воодушевување и годинава за еден од најреномираните, можам така да кажам, детски фестивали Поточиња 2024. Оливер, добро утро. Добро утро. Добре ни дојде. Благодарам. 2024 по 21 година постоење на Поточиња, 7 концерти ќе бидат во низа. Па добро, ќе издржат ли дечињата 7 концерти во низа? Па ќе издржат. До сега стандардно правевме 6. Така што секогаш сака уште. Не им се завршуваше, затоа што затоа се подготвуваме ние целата година со нив вежбаме. И кога ќе дојде фестивалскиот викенд, и колку и представи да има и колку и концертни изданија да направиме на фестивалот, на нив име малку, затоа што за тоа живеат. Буквално за тоа живеат цели семејства, чинам, со децата во исчекување се. Кои се датумите и потоа ќе зборуваме за унаште годинава ќе не очекува? Предстојниот викенд на 13 и 14 април во Македонската филхармонија по 21 пат ќе се одржи најновото издание сега на фестивалот Поточиња 2024. 15 нови песни кои што ќе живеат до следното издание на Поточиња, ќе се пеат, потоа ќе ги учат децата, ќе ги учат родителите за да можат заедно да ги пеат, но секој издание на Поточиња се потсетуваат и на некои песни од изминатите години кои што оставиле белег. Кој ќе биде изненадување од познатите реномирани звезди, наши, кој ќе биде изненадување годинава? Годинава најголеми звезди ќе бидат нашите деца учесници, затоа што нашата пракса е да на некои големи јубилеи, како што беше ланскиот јубилеј, кога ни беше гостин Елена Ристеска, претходно на 15 годишниот јубилеј беше гостин Сара Меис, на некои поголеми, да кажеме, јубилеи, да соработуваме со некои од нашите македонски естрадни звезди кои што би испеале една песна заедно со нашите деца. Оваа година сме фокусирани на подинамична програма, на програма која што повторно вклучува голем број на актуелни детски теми. И секако тука е нашиот водител, маскотата Поки, кој што е незаменлив дел Мартин од фестивалот. Тоа е актерот Мартин Јордановски. Вие му дадовте еден посебен белек на тој актер со маскотата која што е незаменлив дел од Поточиња и верувам доколку го прашаме дека и за него представува едно посебно задоволство. Дефинитивно. Да, и таа работа со децата. Работа со деца не е едноставно. Вие работите во текот на целата година, постојано сте посветени, создавате нови песни, се дружите со децата, им организирате изненадувања од познати македонски звезди. Имаше едно видео ми ости особен печат, позната, да речеме, звезда, колку ги изненадивте кога им ја донесовте и колку сите сакаат да се сликаат заедно со него. Тој Пајак, пејачот кој што остана незаменлив дел и за возрастните и за децата. Сега кажете ми колку ви е лесно, колку ви е тешко во работата со децата? Секако представува голема одговорност. Што е лесно, што е тешко? Представува голема одговорност, бидејќи се работи за деца. Нормално дека процесот да се дојде од почеток до крај со нив е доста тежок, бидејќи сепак тоа се деца, сите за прв пат се соочуваат со настап на сцена, со јавен настап, со сериозно пеење и снимање во аудио студио, значи тоа е и за возрастни кои што се бават професионално представува голем предизвик, а не пак за деца кои што прв пат се среќаваат со оваа работа. Затоа сметам дека тука е тој момент. Меѓутоа, кога се има стручност, кога се има трпение и многу голема љубов, сите тие тешкоти и препреки кои што се наоѓаат на патот да ги подготвиме децата, затоа што ние работиме 7 до 8 месеци со нив за да подготвиме едно фестивалско издание, љубовта и посветеноста ги рушат сите оние потешкоти кои што се среќаваме низ процесот на подготовка на фестивалот. Мисля, во прв ред ќе ми ги споменете родителите, ама очигледно со родителите сте рака под рака здружени, имате најголема поддршка. Оти не е лесно. Секој е малце повеќе пристрасен кога е неговата дета. И тоа е дел од работата. Значи, конкретно зборевме за децата. Нормално дека
како полека се менуваат, односно не полека, брзо се менуваат времињата, дефинитивно. Така и расте и кај родителите желбата за што поголема индивидуална експонираност на детето, меѓутоа ние како фестивал секако имаме песни кои што ги изведуваат солисти, меѓутоа да не забораваме дека тука е хорот на фестивалот, кој што е главен и носечки столб на целиот фестивал и пред се сме фокусирани освен на индивидуалната работа со децата, на колективно функционирање и да научат да функционираат како тим, како екипа, како колектив. Тоа е приоритет. Уште еднаш ќе споменаме 13 и 14 од 17 часот. Од 11, 13, 17 и 19 часот е во сабота. 17 и 19 во сабота, и во а во недела? 11, 13 и 19 часот во... Сега, она што пробувам јас да го забележам тука и се обидувам да се уште дадам дали има слободна карта и се чини дека само 17 часот ми ја јавува како слободна карта некој во недела. Готово, затворивте, се е продадено. Првите најавени 6 представи се распродадоа за рекордно брзо време, значи за неполни 4 недели. Сите 6 представи речиси отидоа на нула. На барање на публиката организираме 7 представа, која што исто така е, веќе последните билети се во моментов достапни, така што апелирам до гледачите кои што сака да ги донесат на своите деца на поточиња, да побрзаат преку продавната мрежа на МК Тикет, може да ги најдат. Јас ќе посветам да го направат тоа веднаш, а тоа вас ви дава еден посебен ветер во грб и за следната година да продолжите постапките по кои што одите. Па ние постоиме за публиката, доколку песните на поточиња. И за децата, веројатно им отварате пат, особено на оние кои што сака да се занимаваат со музика. Оливер, благодарам. Ќе продолжиме понатаму.